20 години му беа потребни на ВМРО ДПМНЕ за да го симне СДСМ од тронот во општина Струмица. Симпатизерите на ВМРО ДПМНЕ френетично славеа до доцните часови. Општинската организација на СДСМ ги затвори вратите за јавност. Ваква беше сликата по објавувањето на резултатите, што и претходеше на ваквата атмосфера. По заклучувањето на вратите на основното училиште Сандо Масев во 19 часот, започна пребројувањето на гласовите и таму и низ цела држава. Приврзаниците на СДСМ во Бранови започнаа да се собираат пред партискиот штаб, некои како да сакаа да се скријат од камерата. Внатре пак, покрај фотографиите од поранешниот градоначалник и премиер Зоран Заев, во исчекување на резултатите нервозно се чепкаше по телефоните. Иако првично ни беше дозволено да снимаме внатре, по првите официјални податоци се смени и односот кон нас. Извинете, кандидатот, дали вонка да снимате, не тука внатре да ги снимате луѓе? И однадвор се обидовме да добиеме мислење за очекувањето од гласањето. Само еден повозрасен граѓанин ни одговори дали очекува победа. Би требало, ако тај народ е паметен, ако цене вредности. Ако не цене вредности, никој нема окрив. И од Бога нема да биде благословен. Атмосферата пред централниот штаб на ВМРО ДПМНЕ беше сосема друга. Во живо се следеше пребројувањето на гласовите, а приврзаници фаќаа место на плочникот пред зградата. За разлика од пред штабот на СДСМ, тука граѓаните беа расположени за разговор. Тоа многу значи за нас, за граѓаните, кои долго време очекувавме оваа победа. Се една голема радост за Струмица, падна бастионот на СДСМ во Струмица, конечно после 20 години. Стига беше веќе таа окупаторска Струмица. Стига беше. Редно е веќе да се врати Струмица на народот. Кога веќе стана јасно дека победата е на прагот, започна славието. Возилата со бајраци на ВМРО ДПМНЕ, кои почнаа да доаѓаат од сите страни, навестуваа дека градот, сакал не сакал, ќе заспие подоцна од вообичаеното. Во штабот меѓу присутните беше и пратеничката Ели Панова. Јас сум уверена дека од утре општина Струмица ќе напредува како никоја друга општина, пред се заради тоа што имаме големата поддршка од страна на владата. Кога се стана јасно, на пресконференција се појави и кандидатот за градоначалник Петар Јанков. ВМРО ДПМНЕ после долги години извојува на локално ниво убедлива победа во Струмица. Со тоа струмичани го соборија бастионот на СДСМ овде во Струмица. Прославата се пресели по улиците на градот, блокирајќи сообраќај и семафори во централното градско јадло. Конвојот помина и пред штабот на СДСМ. Кај поразените немаше пресконференција, а иако неколку пати се обидовме да стапиме во контакт со кандидатот Маријан Даскаловски, одговор не добивме. Утре дента, кога еуфоријата спласна, ги прашавме струмичани, кои се очекувањата по промената на локалната власт. Треба да има промена на сичко, не само на власта. И да работат веќе како што треба да работат. Утис многу обекта ништо не прават. Исто ми се фаќа. 35 години веќе наслушаваме се на сичко. Повеќе мислам негативно, ти ќе биде или позитивно. Секој пат се очекува на подобро. Треба промени, се едно исто. Подобро е да има промени, очекуваме да биде најдобро за народ. Последен пат кадар на ВМРО ДПМНЕ е раководел со општината од 2000 до 2005 година. Од тогаш, во 5 мандати, на чело беа тројца градоначалници од редовите на СДСМ. До вчера.